Асфалтирањето на улиците во Штип е дупла работа и зијан, смета СДСМ. Според нив улици се асфалтираат, но не се менува водоводната инсталација поставена под нив. Старата водоводна мрежа представува сериозен проблем за жителите на оваа населба, кои секојдневно се жалат на чести дефекти и слаб притисок. Дефектите на старите цевки може негативно да влијаат на здравието на граѓаните. Дополнително, асфалтирањето на улиците без неопходна основа на водоводната мрежа ќе значи постојано оштетување на новиот асфалт при секој дефект, што често се случува. Ниту кога можеа работеа, ниту сега знаат што зборуваат, возвратија од ИСАР. Оттаму потенцираат дека пред секој асфалтирање нивни екипи менуваат водоводна и канализациона мрежа. За да ги подсетам, бидејќи очигледно дека нивното памтење е кратко, само за една година има време да проверам, бидејќи работено реално многу. Само за една година успеавме да смениме 4700 метри канализација, водовод, што приклучоци, што промена на нови линии. И тоа успеавме да смениме канализација, водоводна линија Рајко Жензифов, успеавме да смениме на кај Каракуш, Пито Гули, Баби 6, Баби 7, Цветан Димов, Кристијан Карпош, Карл Маркс. Конкретно за железничка, од ИСАР го кажаа следново. Тие во железничка не заковаа ниту еден клинец, за разлика од нас, кои овде, ние веќе во Долна железничка ги асфалтиравме целата улица и поставивме некаде 1 километар водовод на луѓето и направивме некаде 40 нови приклучоци. Да ги подсетам дека и во Горна железничка, сега каде што се асфалтира улицата, ќе биде асфалтирана за неколку дена, поставивме 4 прекопа под самиот асфалт, ќе служат за спроведување на новите водоводни линии кои што треба да ги ние приклучиме. И за подсетување, Караорман, кој што беше забравен од нив, ние овде веќе работивме и уклучивме 35 фамилии, континуирано се работи, до нова година ќе бидат вклучени сите. Инаку асфалтирањето на 20 улици во Штип беше проект на кој општината работеше цело лето. Станува збор за инвестиција од 1,5 милиони евра, пари на општината и Агенцијата за патишта.